ова ќе биде малку подолго видео, бидејќи сега ќе ги одговориме сите прашања што ги поставивте на Инстаграм. Плюс ќе разговараме за разликите помеѓу кампер и камп приколка. Првото прашање што го поставивте е во врска со килажата на нашето комбе. Нашето комбе ни е 3 тона и 400. Само да знаете, кога го спремате комбето, пред да почнете да редите кујни, тоалети, ти реков ми рече, на оригиналната тежина на празно комбе од старт додадете 80 кг од особа, бидејќи на хомологација е земено како грубо 80 кг за по лице. Дали сте потешки полесни не е битно, ако е регистрирано за 3 лица, 3 пута 80. Значи почнувате со килажата на празно комбе, потоа 80 кг по лице и потоа реидите. Наредна авантура, таму негде почеток на октомври, ќе ја споделиме наскоро да се договориме убаво првин каде што и да го испланираме патот, па ќе ја објавам. Македонија е многу лимитирана, значи во Македонија многу ќе си имате проблеми да најдете све што ви треба за кампер. Као што кажав, јас земав најголем дел за камперска опрема, оригинал камперска опрема од Зампетас. Седишта, вртачи за седишта тие ги земав од Турција, бидејќи беа многу поевтини. Да земете оригинал вртач за седиште за кампер, тие се оган скапи, значи зборам оган. Но цевки, приклучоци, све што е потребно за водовод, одвод и струја, ќе најдете во Зампетас во Грција, кај нас нема, ќе си земете такс фри. Не земајте топтан све, зашто може да ви прават проблем на граница да не ви дадат да вратите такс фри, ќе ви кажат дека усвари ова го земате за бизнис. Значи земајте малце по малце како за вашето комбе и тогаш ќе немате проблем. Прозорите ги земав од Македонија, окей се, завршуваат работа. Во споредба со оригинал камперски се многу поевтини, зашто камперски прозор е оган скап, значи од 500 евра нагоре, многу беа скапи. Овие ги земав плюс дизајн ми се викаше, не знам кај Форд Мида. Така да нешто ќе се најде, нешто не. Претежно тоа што ќе се најде тука е не оригинал, нема да пасува добро, а оригинал камперска опрема само во Зампетас. Кампер комби или кампер RV? Тоа RV значи моторхом или оние големине возила за домување. Види, све си има свои предности и негативности. Ако сте со голем кампер, односно RV, на многу места, поготово на Медитеранот, не може да дојде, бидејќи тесни улички, тесни селца, многу стрмни патчиња, е многу непристапно за големи возила. А со комбе сте многу пофлексибилни. Сега другата работа што е, лично комбињата се многу помали и кога ги идете на бродови, тунели, патарини, многу ви е поевтино. Со голем кампер, значи ви мери висина над 270 цм, мислам дека ти е веќе друга категорија, трета категорија, поготово во Грчка влегуваш и ти е оган скап. За фери се мери над 6 метра за возило кога влага на брод. Сега бродовите за кампери најчесто земаат мерка 650, бидејќи најпопуларни се Fiat Ducato шасија врз која е правено кампер и тоа е меко груба мерка. Но мојот Ford е 598, автоматски мене многу ми е поевтино за на брод. Така да предноста е дека во поголемите кампери имате повеќе простор, се разбира, комоција, ти реков ми рече. Во помалите комбиња е малце по-тесно. Но сепак тоа зависи од вас. Као што ви кажав, пазете со големи кампери ќе си имате проблеми на Медитеранот. Имав неколку вакви прашања околу седишта, искрено не можам да ви помогнам со тоа зашто кај нас нема многу избор. Треба да најдете по тие плацевите што растураат возила, за постаро некој да најдете. Јас со мојот Ford Transit доста имав мака да најдам. На крај испадам дека јас земав единечно од Турција го нарачав, стигна многу брзо го донесува, има некои увезуваат навака од Турција работи, а задна клупа што се спушта конкретно за ова прашање, искрено не можам да ти помогнам со тоа. Стварно не знам. Не, значи тоа е строго не, мора да внимавате каде застанувате. Сега Македонија, Србија, Албанија, Црна Гора, не знам за Бугарија како е, па дури Грција се и Босна се многу лесни, многу повеќе дозволуваат, полицијата не се буни, буквално се паркирате, уживате каде и да сакате. Ова не е случај на запад, поготово Австрија, Германија, Словенија, Хрватска дури. Хрватска е многу ригорозна, значи не можеш буквално да се паркираш каде сакаш и да си пренокиш. Многу се строги, дури ние кога бевме сега во Хрватска, се паркиравме на едно место за на плажа да одиме, извадивме случињата, дојдоа од локалците, не слика, не снима, овдека не смете да кампувате, ти реков ми рече. Значи многу се ригорозни, казните се големи. Тоа важи исто и за Европа. Сега Македонија, кога станува збор, буквално секаде може да застанете и да си преспиете. Не дека е дозволено и во Македонија забрането диво кампирање, но пак е полаво. И друго е, ми се мисли на кампирање, значи дека сте разпостелени, све имате надвор маси, столици, буквално камп како што сме научени ние македонците да имаме во Грција или во Црна Гора. Сега докато сте само паркирани, никој ништо не ви може, ниту во Германија, ниту во Хрватска. Но летно време не можеш да бидеш така затворен целиот, ќе се свариш во колата. Во Македонија многу од земјата околу селата или до
автопатите до патиштата регионални припаѓаат на приватни лица. Ние многу често прашувавме во селото или ќе прашаме некој дали може да паркираме тука и он ќе каже таа нива е на трајче, слободно паркирај се, таа нива е на стојче, слободно немаш гајле или таа земја. Така да беше многу по окей. Истото важи и за земите што ги напоменав. Повторно колку чини камперот? Камперот ми скочи околу 55.000 евра. 30.000 беше комбетот, 25.000 за опремата. Тоа не значи дека и вас ве чинело толку. Се зависи од тоа како го спремате комбето. Моето чинеше поскапо бидејќи го спремав јас за напатување на Арктик во зима, значи кога температурите паѓаат до -40. Значи имам јака изолација, све што е потребно за подлого патување со еден кампер, значи 6 месеци, година дена. Тоа не значи повторно ќе кажам дека исто ви треба на вас. Поготово кога користите само летно време, тогаш ќе ве може да поминете и со, не знам, 5.000 евра. Да ставите обична облога на зидовите, прозорите, да ставите нормално вода, тоалет да си купите, струја што е многу поевтина и ќе немате проблем. Дали некогаш било што нормално? Сега еве ти покажувам, гледај колку е оштетен. Еве насекаде имам гребаници, малце удрено, нормално, а е нов. И одма првиот ден што се вика тената е решив, после решавав дел по дел. Не можеш ако сакаш да кампуваш во природа и по некои места кои се не пристапни толку лесно, нормално ќе имаш и гребаници. Тоа е офроуд кога идеш, треба да го чекуваш и не треба да си пристрасен за школката. Моторот да е здрав и жив, да си го сервисираш, а од надвор све дај Боже ќе се направи. Колку коња има мотор? Мислам дека 130 коња. Не е јака машина, но кај нас немаше нешто многу избор кога купував. Сакав да земам првин Fiat Ducato, но имаше само 15-ка, немаше 17-ка, тоа значи дека е многу понизок. Беше до тиквата ми беше. Ве ставав изолација, ептен ќе требаше вака да седам во комбето. Транзитот е многу висок, имам простор, фално и да скокам натред. За rooftop tents, односно шатори на кров на возило се измислена работа, многу се добри. Сега имаш различни. Другар купи од Зампета за 3.000 евра, ама е профи, значи буквално идеш зимно време у нормални температури, не зборам за -40, те штити од двете, се квалитетни, многу се практични, само му правиш пуп, искачат шаторот и си спремен за преноќување. Сега само да знаете дека ако со тоа паркирате негде и сакате на диво да преспиете, тоа се вика диво кампирање, значи тоа веќе не е паркинг, тоа е буквално диво паркирање, така да внимателно. Колку може да работи, да не си уклучен, тоа зависи од колку сонце имаш, каков е денот. Во зимно време сонцето е многу малце, цело време е темно, значи соларот реално нема да ни служи многу малце ќе полни. Тогаш ќе треба да се ослониме на полнење од возење. Значи ние можеме воопшто не се уклучиме на 220, немаме никаков проблем доколку возиме, доколку имаме сонце. Ако немаш, тогаш мора да наполниш на струја. Како бараме места, има апликации, на пример има една се вика Park for Night, таму ги има сите луѓе ставаат каде кампувале, имате кампови, паркинзи, дневни паркинзи, платени паркинзи, кампер стопови, места во природа каде што можеш само да се паркираш, да преноќиш, значи буквално имате све. Сега можеш да ја користиш и офлайн, но за тоа се плаќа дали $2 беше месечно, $10 годишно, така нешто беше. Јас си го користам на месец, кога ми треба, кога патувам надвор, си ја користам. 6 месеци го работеше дечкото што го спремаше со машини, значи таму бевме и се разбира ние да помагаме. Сите заедно гиневме у фабриката цела зима и пролет. Земавме се што е камперски приклучок од Зампетас. Кабли нормално купувавме од Македонија, тоа секаде може да најдете. Инвертор, акумулатори. Сите тие се Victron, таа мислам дека најдобра фирма за струја за кампери, за јахти, за такви работи. И соларот негде од Кавадарци го земавме. Марк си го реши завод преска на даска. А Victron е стварно многу добро, имате плюс апликација, на него гледате колку ви се полни соларот. За батерија имам AMG, немам литиумска, бевме на недоумица што да земе, дали литиум или AMG. Ми кажа дека литиумската е многу поскапа, а со AMG помина поевтино, мене ме задоволува, 220 вати е. Соларот е 330 вати, па сега моментално ми покажува 9,8, значи толку е не 10, зависи. Дека е послаб мотор, кога возиме нагоре, возам втора, некогаш и у прва. Тогаш корнет ми пишува таму 30, 50, не знам колку ми пишува дека троши литри на 100 километри. Горе-доле исто како кола со приколка. И за крај, дали кампер повеќе од приколка или обратно? Бидејќи сум патувал многу и со приколка, не многу низ години, него многу далеко сум бил со приколка, ја буквално тоа го викаме туринг, значи годишна тура, патуваш, секој ден застануваш, се менуваш локации, се сетираш, така да имам искуство. Значи прво, предноста на приколка. Предноста на приколка е тоа што имаш кола. Значи кога да си во камп, ја паркираш приколката, се местиш, ставаш тенда, масички, столчиња, скара, што и да треба и си имаш кола. Сакате да идете до град, до продавница, да прошетате, палите кола, одите, завршувате работа, се паркирате за поевтино и така натака. Второ,
Многу е поевтино да почнеш да кампуваш со приколка него ли со кампер. Приколките се многу поевтини во споредба со камперите. А јас приколката што ја купив пред 3 години, што ја продадов веќе, беше 14.000 евра, беше нова од Германија. Освен што се поевтини, многу си покомотни, пошироки се од голем број на комбињата. Има добра комоција, мислам дека беа 2.30 во ширина, не сум сигурен да некам да лажам, но епак се многу покомотни. Освен што се покомотни, приколките имаат многу повеќе простор за да ставаат багаж. Значи можете од напред на приколката, значи на рампата да ги ставите велосипедите, внатре во приколката да се наредите алишта, буквално во кујната да наредите храна и така натака. Сега имате и возило кој има багажник. Ние носевме дури и туле. Во тулето ги стававме маси, столици, некои работи што се прават мокри цело време ако врне. Во багажникот имавме резервана храна и така натака. Значи буквално бевме супер спакувани, имавме многу простор. Негативното е што цело време ако идеш на туринг, значи ако идеш да патуваш, како нешто патувавме 6 месеци низ Скандинавија и Централна Европа, наоѓаш место, се паркираш, ги спушташ ногарките, поставаш тенда и така натака, значи тоа ви одзема доста време. Јас станав доста испраксирам во сето тоа и побрзо ми одеше, но рачунете дека ќе станете од спиени, треба да тргнете на друго место и повторно треба да го правиш истото. На многу приколки точаците им стојат напред, а пред точаците на приколката е тој дел каде што е за газ. Сега каде се тоа за газ или за плин, треба стално кога идете на брод или да патувате да го гасите. Во превид мора да имате дека треба да ги извадите точаците, да го исклучите газот, да го затворите тоа, па пак да ги намонтирате точаците. Но има некои за велосипеди што се тилтаат вака на страна, може да ги трнеш па да отвориш багажникот на приколката. Друго што е негативност е што треба да се многу е потешко да се паркираш секаде. Океј, да, на автопат ќе застанете, ќе се паркирате, не е тоа никаков проблем, но не можеш да одиш низ град, да застанеш било каде, да се паркираш и да одиш да пазариш, освен ако нема некој страничен голем слободен паркинг. Значи тоа е многу голем проблем. Исто така ако сакаш да преноќиш некаде за да диво што викам јас, не смеш бидејќи ако немаш спуштено ногарки, приколката многу се мрда и не можеш да спиеш, а и не е добро за амортизерите. Сега, во Европа ако ве видат дека имате спуштени ногарки на камп приколка, тоа се води како кампирање. Тогаш имате казна за диво кампирање. Возењето рикверс, не знам колку знаете дека кога ти навака, приколката ти навака, буквално идете цело време во како стрелка. Тоа е проблематично, мене ми требаше доста време да се испраксирам за тоа. Исто потешко е да се вози низ тесни улички, треба да се внимава многу, имате додатни ретровизори за пазење, но затоа ја оставате приколката во камп и ја користите колата. Наредно, многу е поскапо за патарини и за бродови. Исто е поскапо во кампови, во некои кампови што немаат надвор паркинг, бидејќи ставаш приколка и возило, така да ти зимаат на многу места пари и за возило. Плюс 5 евра негде во Европа, но сепак зашто да ги дадеш. Сега, идеме зашто камперот е подобар. За мене мислам дека е кампер подобро нешто да го имаш него ли приколка, а со камперот буквално може да се паркираш каде сакаш. Не вадиш ништо, си преднокиваш, никој не смее да ти се буни, освен мислам дека беше во Словенија, ако вида дека имаат светло и ако спиеш во возило, мислам дека имаше проблем. Ако грешам, ве молам во коментари тоа кажете ми го. Значи буквално се паркираш, многу е полесно за пазарење, за по маркети, било каде се застанеш, исто како со возило, исто како со кола. Многу е поедноставно да се патува со комбе. Потоа со кампер е поевтино во кампови, бидејќи немаш возило и на многу места добиваш подобри локации во кампот, бидејќи си помал, можеш полесно да маневрираш и да се поставиш. Со приколки не можеш секаде да се наместиш така. Например, тоа е случајот во Арменистис во Грчка, не ти даваат добра локација, те ставаат негде позади, кои со приколка, со кампер добиваш напред. Поевтин си за на брод. Сега, за некои кампери што се над 650, како што кажав, има друга цена, но за ако сте за 6 метра, е поевтино. Со приколка е поскапо, имаш плюс приколка позади. Буквално можеш да одиш на локации, односно села, градчиња, природни убавини, национални паркови. Ние со камперот што бевме на многу места низ Македонија, не може да стигне со приколката, бидејќи не е спремна за офроуд, за возење по такви патишта. Буквално многу се мрда целата, паѓаците работи во приколката, ја едноставно ја кршиш и не е толку стабилна, имаш опасност да се преврти. Ќе уништиш. А комбето е друго, значи тоа си ти на возилото, на една оска и возиш без проблем. Сега зависи од тебе, ако имаш подобри гуми, ќе стигнеш на подобри локации, све зависи од типот на комбето. Се разбира, има и офроуд приколки, но
тие ги има најчесто во Австралија и коштаат по 150.000 евра. Значи, ако сакаш да кампуваш на диво во природа, негде полно изолирано од целиот свет, тоа со приколка многу тешко ако нема асфалт. Негативно, камперите се поскапи, нормално, значи ве коштаат во најмал случај 3 пати повеќе од приколка. И да се направи исто ќе ве кошта, освен ако не одите на ефтина варијанта. Кога си во камп, немаш возило, значи буквално возилото ти е и домот, и сега не рачунај дека си разместил све, си извадил тенда, си пуштил и си заборил пиво да купиш, треба собереш тендата, се спакуваш одново, да ги свртиш назад со седиштата, ако си наместил кревето да го разместиш и да се пуштиш да возиш со истото. Ако сакаш да посетиш некое село, некој град, со камперот си мора да се движи со него цело време, да патуваш и тоа е негативноста, да ја кажам. Во некои селца дури негде е потешко да се протнеш ако имаш голем кампер, односно RV што ги викаат или моторхом, така да препорачувам ако земате да земете помало комбе. Ова мачката мјаука од преска ушите ми го тупна. И за последно што би кажал негативност за кампер е тоа дека за овие како ја што имам, бидејќи имаме она лизгачка врата. Ако детето ви спие или некој спие, а вие треба да искочите, мора да бум да тропате со вратите. А в приколката имате вратичка нормална која е многу тивка и чак и си искочите без проблем. Значи тоа е тоа што го имам да кажам за камп приколка против кампер. Сега ми се допадна ова видео и се гледаме во наредно видео, тоа ќе биде влог од Охрид Љубаниште. Се гледаме. Пис.